Осумина битолски волонтери за спасување од високи објекти и планини вчера на повеќе спратна кула на периферијата од Битола спасуваа и евакуираа повредено лице во мощна ризична операција. За среќа ова беше само показна вежба за неколку тимови од Дирекцијата за заштита и спасување. Битолските спасувачи пред неколку месеци учествуваа во спасување и евакуација на населението во Албанија по катастрофалниот земјотрес. Сега првите луѓе од дирекцијата велат дека овие тимови најпрви ќе се доекипираат, а потоа ќе се бараат модалитети за нивни соодветен статус. Но што е со пиротехничарите кои имаат најниски плати, немаат осигурување и соодветна заштитна опрема. Тие пред нецели 2 месеца во Битола има мощна опасна акција кога под Тумбекафе отстранија 12.500 неексплодирани гранати од 55 мм или 80 тони и ги униште во криволак. Алфа телевизија и другите медиуми овој проблем жестоко го отворија, бидејќи Министерството за одбрана и другите чинители беа во длабока хибернација. Сега наголемо се спрема ново законско решение. Значи и бенефициран стаж и зголемување на платите, затоа што до сега на вистина тие беа најниско исплатените луѓе, може да кажам, во државата и според професиите и така натаму. Осигурувањето ризици имат посебно ова година да сме насоки да тоа се зголеми на уште повисоко, се со цел да нивните животи бидат осигурени така како што доликува на професијата кој што ја имат. Дека инертниот однос кон спасувачите е навика, сам за себе говори фактот, како што велат, дека со спасувачката акција во Албанија експонентите на локалната власт воопшто не ги удостоиле ниту со обичен прием.